Посмотрам из воде и на кварно рибам, скинуo sam мајцу да покажем. Чуваме спортисоци, разни, од професори, од директори, од државен просветен инспекторат исто така. Например, преку закани со бркање од школа, преку истерување на учениците од просториите на школата. Значи, тие им велат, ако сакате да седите внатре на топло, ќе влезете на часови, нема да бойкотирате. Ако сакате да бойкотирате, ќе се мрзнете надвор на ладни. Исто така со оценки, намалување поведенија, за разни педагошки мерки неоправдани и така натаму и така натаму. За паричните казни веќе се зборуваше и тоа веќе кажавме дека е законски неосновано, додека не помина одреден период на време, кој што не е поминат. Останувате ли на ставот дека бойкотот треба да продолжи? Да, бойкотот ќе продолжи се додека министерот не премина средба и кога ќе започне средбата, бойкотот ќе биде ставен во мирување, што значи дека ако таа средба со министерот не вроди со плод, бойкотот повторно ќе биде реактивиран. Што се однесува до матурантите, неодамна се пристигнати нови пријави за подпишување за околу новиот концепт на матурата. Кој што нов концепт на матурата, нели, кој што опфаќа задолжителна математика само за математичките смерови, не фигурира никаде во службениот. Како на канта? Зашто на канта луѓе треба да бидат во култура? Собираат сите ај на канта се кажи. Овоите на канта се кажи. Денеска се спроведува третиот ден од бојкотот во гимназиите во Скопје. Може да ви кажа за почеток каква е атмосферата? Па за почеток атмосферата е одлична сега во сите гимназии, јас колку што имам информации. Значи се спроведува бојкотот успешно, но со мали потешкоти, нели, закани и притисоци од страна на надлежните кои што работат во училиштата. Например, какви закани? Па еве, например, од заканите кон родителите, дека нели ќе се казнуваат родителите со 2000 евра ако детето не оди на настава или бойкотира. Потоа дека нема да одат некои ученици на екскурзии кои што се планирани сега во овој период после Великден. Закани од типот не смете да седите во училиштето, ќе од безбедностни причини морате да одите седете во дворот или во училни, само од тој тип се заканите. Дали тоа е причината што бојкотот од денеска го спроведувате во училишниот двор? Па да, една од причините и тоа. Како ви поминува времето? Па времето ни поминува со низа на активности, и како например имаме неколку катчиња каде што учениците можат да го покажат своето знаење кое што го поседуваат. Имаме уметничко катче, друштвено катче, поетско катче, каде што се одвиваат разни слободни активности во кои децата може да се искажат за лошите реформи во образованието. До кога ќе трае овој бојкот? Па бојкотот ќе трае се додека ние не оствариме средба со надлежните од Министерството за образование и наука и додека нашите барања не бидат исполнети во целост. А мислите ли дека овој бојкот ги придвижува работите кон некаков диалог? Па има некоја, да речеме, доза на придвижување, но се уште не сме почувствувале да биде дека треба и дека мора јако да се придвижуваат работите, но очекуваме од надлежните. Во некои училишта веќе се готват списоци за тоа кој ученик кој предмет ќе го полага во рамките на државната матура. Се потпишате ли на тој список? Изготвени се нови пријави за државната матура. Дел од учениците ги потпиша, поголемиот дел не ги потпиша пријавите. Имате у план да ги потпишете? Па се уште немаме, размислуваме, имаме закани од типот дека ако не ги потпишеме денеска најкасно до утре, ќе полагаме училишна матура место државна матура. Како гледаш ти како ученик на овие
на оваа состојба во која што се наоѓате моментално? Јас како ученик на оваа состојба гледам, да речам, и позитивно, но и негативно. Наша одлуката за бојкотот ја донесовме на еден генерален состанок на Скопскиот огранок на Средношколскиот пленум, во која во донесувањето на одлуката беа вклучени 8 интерни пленуми од средните училишта на градот Скопје. Истата одлука се изгласи и во другите градови, например во Куманово и во Тетово, а во иднина очекуваме кон неа да се приклучат и средношколците од другите градови. Бојкотот го преземавме како најрадикална мерка пред се поради игнорантскиот однос од страна на надлежните од Министерството за образование и наука. И покрај тоа што во 2 наврати ги доставиме нашите барања, ние не добивме никаков одговор од страна на надлежните и покрај веднаш потоа следеа бројни протестни маршови нели во поголем број градови, но очигледно и тие не беа доволен мотив МОН да се изјасни во однос на нашите барања и да не повика на средба. И како средношколци сме ние длабоко загрижени за насоката во која се движи образованието. Сметаме дека избрзаните реформи само му штетат на целиот образовен процес и на неговиот квалитет. Веруваш дека ќе успее бојкотот? Да, јас сум убеден дека бојкотот ќе успее и дека остануваме на бојкот се додека нашите барања не бидат прифатени.